Градскиот сад во Прилеп годинава одбележува 200 години од своето постоење. 200 години откако овој споменик на културата позади мене е центарот на денешен Прилеп. Тој е неговото срце и неговата душа. 2 века овој споменик на културата е сведок на историјата која што се случува тука во Прилепската чаршија, на еснафот, на трговците, на пазарот, на смеата, на радостите, но за жал и на тажните моменти кои што изминативе 200 години се случувале тука во центарот на градот. Со градскиот сад пораснале генерации и генерации на прилепчани. Постои 2 века, а ние како граѓани се надеваме дека ќе постои со милениуми да ни го краси нашиот Прилеп. Денес, градскиот сад во Прилеп е споменик на културата, заштитен со закон од највисок ранг. Заедно тука со нас е Димитар Чучуровски, човекот кој што во 2013 година, после 15 години на пауза и неработење, му ја врати душата на градскиот сад во Прилеп. Вие сте човекот кој што успеа да го поправи механизмот, кој што е донесен од Австрија 1858 година според историските записи, и денес ја имаме таа чест да биде тука во градскиот сад и да го слушаме неговото очекување. Да. Значи, вие сте човекот кој што го одржува градскиот сад и кај вас е клучот од него. Да, да. И сега ќе одиме полека, ќе се качиме горе, ќе го навијаме, ќе го дотераме и... Колку години ја работите ова работа? 2013-та? 2013, значи негде 10, 12 години. 12 години го одржувам, а 2-3 пати неделно морам да се качам горе. За да се навија механизмот. Напред-назад за дотерување, подмачкување, чистење. Како се чувствувате секогаш во моментот кога ќе отворат оваа врата? Абе, ова мене ми е храна, што вика. Храна, јас цел живот сум занечија, садчија и ова ме рани мене. Ми прави задоволство. Градскиот сад, како го чувствувате за себе? Го чувствувам ко челот, да речем, ко моја. Кој што мора да се негува и да се гледа? Ми е мерак да се качам, да го одржувам, дури можам. И сега понатака ќе видиме. Ајде да му го представиме градскиот сад на сите оние кои што немале можност да видат како изгледа однапред. Ајде сега. Се наоѓаме внатре во градскиот сад. Навистина просторот е малку тесен и како што може да се забележи, поделен е градскиот сад на 2 дела. Овој дел, каде што се наоѓам јас, е простор кој што се протега се до самиот врв на часовникот. Да погледнете како изгледа тоа. Ова е просторот каде што се наоѓа клатното на градскиот сад и теговите. А сега од другата страна може да забележите каде што стои Диме, имаме тесни спирални скали кои што одат се до самиот врв. Навистина интересно архитектонско дело и не секој имал можност да погледне како изгледа градскиот сад. Чучуровски, дали имате изброено колку пати си имате искачено по овие тесни скали се до врвот? Па сега рачунајте, рековне 2013 12 години, по 3-4 пати неделно се качувам. Тоа е многу. Колку скали има догоре? Догоре има камени скали 93, а дрвени се уште 23. Значи вкупно 96 скали се. Значи 63 камени скали. Камени и потоа имаме 23. значи мало на колку на 3 дела е поделен градскиот сад? На 2. На 2 дела? Уствари на 3 е. На 3 горе механизмот. Земено со се да. највисокиот дел се 3 дела. На 3 дела. Тука се 63 камени скали и 23 дрвени. Дрвени скали кои што водат до врвот. Горе на кубето. Да. Ајде да погледнеме како изгледа просторот и како се искачува. Значи прозорчиња нема? Молам? Прозорчиња нема. Има едни мали прозорчиња вамо од десна страна ради вентилација. Али сакам да кажам дека не се обични скали,
Овие се, рековне, камени, ама и се високи. Најмалце 30 сантими се високи и не можеш нормално да се качуваш како на обичните скали, него треба само со едната Како што може нога. камерата, еве, ќе покаже на гледачите, навистина скалилата се премногу високи и имаат нестандардна големина. Просторот е навистина тесен. И доколку некој има некаква фобија од тесен простор, може би ќе го фати мала паника тука. Да. Има случаеви што луѓе се качиле од радосналост, сака да вида. Една случка ми се случи, се качиме со едно дете горе, чакаше да види, виде што виде, а јас тогаш моментално го поправав нешто сатов и рече, јас чичко да име, сакам да си одам. Добро му велам, не е проблем. Ајде, пријатно. И едно време некој ми овка долу на платформата подолу што е. Надзирам, се издишува човеков. Што е работа, му велам? Рече, не можам, ми е страф да слезам долу. Фобија некоја. И зедов слегов и јас со него, така да слези човеков, инаку му беше страф. Ова кула е изградена 1858 година. Да. 58. Според историските записи, кој ја градел? Како што слушам јас, Пасламиче и Лауцо, тие двајцата мислиш ќе ни биде. Петар Лауцот и Ристе Тасламиче. Да, Познати градски мајстори. да. Али градова е чудо. Треба пауза малку. Не може да се изоди во еден од... Не. Тоа е годините на навршаја. Јас кога поправав, Нас малку килограмите. да, кога поправав 3-4 пати денот се качував и слегував. А сега малце потешко. Од тогаш има 12 години. Не се малце. Колку скали изодевме до сега? Не знам. Дали сте на пол дојде, не знам. Скаливи. Еј, ти влегов, Значи, ова е делот скршили. на првата платформа. Да, Значи, се наоѓаме на првата платформа, ги искачуваме 63 камени скали. Навистина е мал предизвик да се качат, не е толку лесно, иако може би од надвор изгледа дека висината е мала. И се наоѓаме сега кај отворот што го покажавме од оздолу, каде што се наоѓало клапното и теговите на градскиот сад. Што имаме тука? Дали се овие стари некои механизми? ова е стариот механизам. Уште од кога направиле сатов, имало две макари. Ова се тие, едната е веќе изваена. Две макари и со обична ортома, два камења врзани За овие за сајли? теговите, да, мисто теговите сега. И рачно се најувале. Че во самото работење камењата слегувале надолу. Кога ќе слези додолу,
И тие рачно преку овие макари го најувале сатов за да работи, За да се качате говите горе? се кача камењата, тоа Камењата. не тегој. И потоа да Тоа е слегува. камења. И после самата работа се слегува тие надолу. После го направиле со тегој и ние го усавршивме со електричен мотор и со него го најдуваме сега. Значи, овие тегови беа поврзани со стариот механизм. Да. Исто, механизмот се истиот. Што е донесен од Виена Да. или од Грац. Точно Да. не се знае од каде. Важно се знае дека е од Од австриското. Австрија, да. И механизмот си е, кажах, стариот механизам. 200 години си работи ден денеска. Нормално се одржува. Ајде да го погледнеме. Сега рековте уште колку скали имаме до механизмот? Уште 23. Па да стигнеме до втората платформа. Значи сега се качуваме по тие дрвени скали. Подрвените скали, Овие се исто изградени во тоа време? да, тие се старите. Сега имаме уште еден дел. Да. Сега одиме ке механизмот. Ова е еден од прозорците на градскиот сад, што имаме можност да го забележиме однадвор кога ќе го погледнеме во високите делови. Од тука имаме и една панорама на градот. Ако сакате, може и панорамата да е вртничено, се снима градот. Ќе снимме на слегување тука. Да го видиме прво механизмот. Тука отворот е малку потесен. Се наоѓаме во делот каде што е механизмот, а овие тука што може да се забележат се механизмот за стрелките. Водачи на стрелката. Тие се. Тие се за трите часовници што се на трите различни страни од градскиот сад. Ајде прво да го навијаме. Ајде сега да навијаме. Ајде, иде се. Сега што се случува во овој момент? Сега го навијаме. Сега се качуваат Сега теговите тегоите горе. одат нагоре, да. После во самата работа полека се слегува надолу. И колку пати неделно И треба се реков- направи оваа процедура? Оваа процедура 2-3 пати неделно мора да се обави, да се навија, за сато да работи. Не е баш лесно за одржување, ама војдата за градов морам да го правам ова, бидејќи е символ на градот. Прилеп е познат по градскиот сад. Дали може да ни откриете тајната што беше проблемот за тој да не работи 15 години и како вие го поправивте? Тајната имам кажано, по застана од Сатов се собрале четворица инженери машински, сакале да го поправат. Не работел, не знам, 2-3 години. И баш тие ми кажува мене, го поправале 6 месеци ми се чини и на крајот се скарале и така го стајле, не го направиле. И ме праша тој едниот Диме бе рече, што му напред на сатон што тргна, ние вака и вака
6 месеци го правиме. Му велам, садчиска работа беше тоа, не беше инженерска, да ме викнете тогаш, немаше проблем, че е свршена работава. Имаше повеќе дефеци од века, реков, садчиска работа, некои делови се припраја, нафреза ги носев на дребонг и направја и вако си тргна. Што би кажале како садчија за овој механизам кој што ете направен пред 200 години скоро? Ова е интересна работа. Јас сами ја се чудам. 1 милиметар ништо да фали на сатот, не работи. Мора се да биде погодено, прецизно, иначе, како што рекол, малце нешто да му фали и застане да не работи. Јас сами се чудам пред 200 години вакво мештоливок да има, чудо некој. Дали горе имало порано како очекувал часовникот со камбана, со звонче? Да, камбана има горе. Горе на камбаната е преку ова. Е вака чукал. Само сега е сето ова е Зупчаников. Значи овој зупчаникот големиот е за камбаната. Да, разеден е, не се навати никој да го направи. И сето го направи со електронски да бија. Вака биеш. Значи ова е звукот на стариот градски сад. Да. Старата камбана. Значи како што кажавме, ова се држачите за стрелките што излегуваат надвор. Надвор. Што се Значи тоа е како мало прозорче. Што покажува времето. Сега надворни стрелки не ги гледаме. Но затоа треба искуство. Сега Вие знаете каде се наоѓа? да, сега е 6. 6 и пол, еве го 7. 7 и пол, еве го 8. 8 и пол, еве го 9. Еве го 9 и пол, еве го 10. 10 и пол, 11. 11 и пол, еве го 12. 12 и пол, еве го 1. 1 и 20. Еве го 1 и 20. И потоа овој механизам како е поврзан? Еве го механизмот со сатов, да се отнапие дел. Како што си работи сатот, така си врти зупчениците. Значи се наоѓаме на така наречената тераса од градскиот сад. Тука навистина имаме една прекрасна панорама, еден прекрасен поглед на градот. Колку често стоите тука и се восхитувате? Секој иде неко че го наивам, излегувам надвор, имаме доста слики снимано и уживанци е. Цел град го гледаш. Уживај невистина. Доаѓаат ли често луѓе тука да уживаат во овој поглед? Овде горе? Да. Не. За тројца сам сима качено и ми вика уште еднаш пари да ми давате. Му страв. Навистина кога ќе се погледне долу, Да. Не само тоа, и скалите му се и мачни. големата висина. Да. И скалите му се мачни за качување. Видов вика уште еднаш пари да ми дава, не се качува. За вас е уживање и мелем за душата. Така е. Си вртам кругчина овде. Да, тука може и да се движиме, да покажеме дека може. Од едната страна го имаме дронот кој што не снима, да им покажеме на гледачите дека може да се заврти круг околу градскиот сад.
Како што може да се забележи, градскиот сад е изграден врз шестоаголна основа и ги има овие столбови кои што се дрвени, а сега се обложени со лим за нивна заштита. Временски непогоди. Интересна град. Која е вашата порака, која што би упатиле еве како човек кој што му ја врати душата на градскиот сад до Прилепчани? До Прилепчани пораката моја е да гледа да Сатов се одржува понатака. Во таа случај колку ќе го одржувам не знам. Али гревото е ова здание да се запусти така, уствари да се запостави. Треба да продолжи традицијава, бидејќи, кој што реков, не градот е познат по градскиот сад. Да, тој е најубавиот и најмаркантниот белег и најпознат на нашиот град. И во Македонија можам да речем, порен сад нема тоа. Во градба и во се. Пораката моја е да се одржува понатака, градските власти да презема некои чекори. Му треба реновирање, мало реконструирање како што можеме да забележиме. Мора и да се оспособи да може и странциве А исто да го така посетува. неголема негова промоција. Она со што може да се пофалиме дека овој градски сад е една година постар од лондонскиот Биг Бен, а исто така местото каде што сега стоиме, односно неговата инклинација, навалување на градската сад кула е околу 1,17 сантиметри од неговата основа, така што практично ние сме повеќе од 1 метар сега надвор од неговата основа, што исто така го прави своевидна атракција на еден начин како кривата кула во Пиза. Така да овој сад има многу приказни кои што ние треба да ги продадеме на туристите кои што доаѓаат и го посетуваат нашиот град. Така е, реков, гревото е да се запостави така.